Почитувани, добар ден. Жежок ден и една интересна тема. Ќе ја наречам старо нова во ова денешно издание на Црвена линија. На самиот почеток, оние барем кои што се почетници во гледањето на Црвена линија, знаете и самите 02-307-667. 7 телефонскиот број е веќе објавен, па можете да си ги подготвите прстите, да завртите и секако да се вклучите во денешната дискусија. Она за што ќе зборуваме денес е нешто што едва и чекавме да го заборавиме и се разбира да исчезне. Тоа е ковидот или, подобро да речам, сега некако повеќе го викаме Омикрон. Но Омикронот се мутираше, се создаде нови варијации и сега повторно се зголемуваат бројките. Многумина ќе речат, ма не ме интересира, летото си зема замав, започна нели сите оние туристички тури се заборавивме, нормално едва чекавме и да немаме мерки, забрани, маски, носење и така натаму, но факт е дека бројките растат. Токму за тоа сакаме да продискутираме со вас, бидејќи можеме комотно да речеме седмиот бран на коронавирусот Омикрон, сега веќе BA4 и 5 е и кај нас. Најверојатно Омикронот не заборави, ако ние го заборавивме него. А што се однесува до европските земји, во Франција за една седмица 150.000 заразени, во Австрија само вчера 38.000, а и на Балканот се зголемени бројките. Министерството за здравство вчера информираше дека се регистрирани 168 нови случаи кај нас. Она што сакаме да продискутираме со вас, дали всушност чувствувате немир, дали треба да бидеме загрижени или сметате дека можеби мерките и прерано се израдувавме дека ги тргна. Ајде да видиме што ќе ни каже првиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Да, добар ден. Секој добро, поздрав, Црвена линија. Поздрав и до вас. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Ова тема што ја поставивте, стварно ја погодите денески, затоа што јас пратејќи го денески под паролот на Комисија за разни болести, многу правично го постави сето тоа. Ние не треба толку да се опуштаме, затоа што без разлика овие под групи што се на коронавирусот носат стварно некоја заразување и се гледа дека веќе 60% е зголемено заразувањето во Република Македонија. Така да, јас се надевам дека нема да дојде она на лошото, али треба сепак да бидеме предпазливи. Маските треба се носат во автобуси, кој ќе одиме на лекар, кој ќе одиме по болниците, тие маски треба се носат без разлика. И тука треба да бидеме предострожни, затоа што ова, ако е летно време, еве тие подгрупи B4, 5 и 6, колку е таму, тие поново почнуваат да действуваат во сите, не само кај нас во Македонија, во сите европски земји слушаме дека има енормно зголемување на заразата. Затоа ние ќе поздравиме Комисија за разни болести што побрзо и поефикасно да излегува и да ги информира граѓаните во Република Северна Македонија како би можеле да заштитиме на време. Ви благодарам многу. И јас ќе искористам можноста да ве прашам и за анкетата и да таков начин и ќе ја објавиме. Дали престанавте да ги миете рацете? Знаете како ги миевме во корона рацете? На секој 2 секунди. Искам да ви кажам, и рацете ги мијам и носам маски. Така. Си носам и маски, во автобус и на лекар, ке додам си носам маски. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија и го скршивте мразот. Не случајно и вас ве прашавме за анкетата, на тој начин ја откривме за сите оние кои што не следат на Инстаграм, оние кои што не следат тоа да го направат веднаш. Еве како изгледаме таму, прашуваме дали престанавте да ги миете рацете, одговарате како секогаш со да или не и резултатите ќе ги објавиме таму некаде по рекламите. Да не должам многу, веднаш одиме со новиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден, сестро. Секој добро. Да си ми жива и здрава. Може ли јас ќе те прашам, каде е тој дечкото до тебе што седеше? Па, можеме да кажеме дека е на едно подобро место за него. Добро, добро. Ето така. Младите се шетаат, знаете. Се извинувам, се извине. Ајде вака да почнеме. Што се однесува за првата тоа да одговори. Овие 2 години, како се појави Омикрон, раците ги миевме. Прво, ако се сеќавате, носевме и ракавици.
И така, у кујна кој... Изгледа уште малку треба да го намалим, така? Така, продолжете, времето си тече. Ако не, ќе се скрати. И што повеќе ги биевме рацете, и секако и кујна да влезеше у купатило, рацете нон-стоп ги биевме со ваков, дели имавме вакви шампони, вакви сапони, и со тоа, знаеш што добивме? По 2-3 пати месечно морат ноктите на рацете и на нозете да изсечат. Така, под вода ноктите побрзо раста, точно е тоа. И по 2-3 пати мора да ги од тоа ќар. Ајде сега да ми откриете име дали прво дали сте вакцинирани, дали прележавте ковид и прележав лани, преку лани у февруар према март, тоа е стварно дрма и една помалку, а не сум вакциниран. А верувате ви, ова ради трава, ради шала. Така, истече времето, на што сакаме еве да ни откриете какво е вашето лично искуство со ковид и дали воопшто еве чувствувате некаква загриженост или немир, бидејќи седмиот бран, најверојатно омикронот не на заборави нас, иако ние подзаборавивме на него. Летото сега дојде, па така повеќе се размислува кој каде ќе летува, се патува, олабавија мерките, но бројките растат. На 0230766777 ќе вклучиме нов гледач. Добар ден од Црвена линија. Ало, дали се слушаме? Да, одлично се слушаме. Голем поздрав. Видите, се јавуваме на трешноста на државата, тоа е во Прилеп. Така, како е во Прилеп? Слушаме дека Комисијата за заразни болести се составила и нема препорачани некои нови мерки. Тоа е многу голема грешка. Ќе мора, значи, да доследно секојдневно и континуирано да се следи состојбата. Пред се, самите веселби, самите свадби, опуштеноста кај младите, тоа си донесе, значи, за зголемување на овој тренд на повис на омикронот и тоа е таа негова подваријанта. Што се однесува до вакцинацијата, значи вакцинацијата не носи 100% значи излекување. Тој повторува. Се слушаме дека и го заобиколува имунолошкиот систем. Значи, сака многу внимание, не само хигиената, држење на дистанца, во затворени простори, во автобуси, во болници, во јавни предпријатија, секаде мислам кај што е најзастапената на народот. Значи, што дека еве јас конкретно ќе кажам, вакциниран со 2 дози на AstraZeneca и прележан, значи не е тоа што значи дека ние не го решиле проблемот. Значи, знае повторно тој да си направи бела. Мрдање нема, значи лабавање на и таква попуштеност не смее да има. Значи, комисијата да си застани просто и да ги разреши проблемите, да не дозволи. Благодарам, голем поздрав до сите оние кои што не следат од Прилеп. Цениме што се вклучивте и еве го што го споделивте вашето искуство со оние кои што ја гледаат во моментот Црвена линија. Јас сега ќе прочитам една објава на доктор Бекјаровски Нико. Сега ќе можете вие да видите како изгледа тоа. Бројките во дневната статистика за COVID-19 ќе започнат рапидно да растат во следните недели, како резултат на доаѓањето на Омикрон BA4 и 5, и тоа е лошата вест. Добрата вест е што сепак болниците ќе ни останат полупразни. Тоа значи дека најверојатно новите мутации на Омикрон некако ќе бидат од домакинете со човекот, па нема да прават поголеми проблеми. Тоа е според доктор Бекјаровски Нико. Ајде да видиме што ќе ни открие новиот гледач. Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Знаете што, јас сакам само да кажам, без казни во оваа наша држава ништо не бидува. Во автобус од 100 души само 10 души носат маска. Значи треба да има контрола, треба. Овие што се што штрајкуваат овие од СССМ, нека ги стават, нека направат од тие луѓе една комунална полиција како што има во Србија и која ќе врши контроли, која има право да врши селека контроли. Така и ова. Ја негде на кардиологија еден албанец седи
И проваѓа друг албанец, доктор ли беше сега, не знам дали беше или медицинско друго лице, он 5 пати го помена да стави маската и не ја става маската. Требаше да го викне човекот од обезбедување, да го фати за гушви и да го испали надвор. Кажете ми какво е вашето лично искуство со COVID? Дали ве прележавте, сте вакцинирани? Не сум прележал, ама сите 3 вакцини ги имам примено и четврта, ако треба и пета, све ке примам. Не сум прележал COVID, али се придржувам на се дека ако видам дека во маркет има гужва голема, ја одма си носам маска со мене, си ја ставам на мене. Така избегнувате гужви. И сега кај што идам, кај што гледам дека има повеќе луѓе, си ставам маска. Така, драго ни е дека... 95 што е К95, како вика. Ама ова не треба, ова стварно треба. Оно што секако треба е најнапред да ви се заблагодарам што, еве, кажавте не само ваше мислење, туку и ваше искуство. И оно што е најважно, продолжете да не следите до крајот, за да слушаме што ќе ни кажат следните гледачи. Добар ден од Црвена линија. Здраво. Здраво, секој добро. Благодарам. Па вака сега и цунами да дојде, маска не треба да се носи. Значи, нели осеќате, приметувате дека е нека како смислена работа ова сега со поново некој Омикрон 2А4 плюс и 5 кај нас, тука ти реков ми реше. Како ова корона сега пак почна да се појавува, ако веќе почна, ајде првиот пат бевме изненадени, Кина се појавило, уште не ја запознале болеста и се пуштила у свет. Еве сега као ја снема, да речеме, од таа корона до сега еден куп мутации ги кажуваат. Па вирусите мутираат генерално, тоа е во нивната природа. Ама како мутира он слабе, знаеш, он сака да се бори да дојде до жртвата, ама за да дојде до жртвата треба да го отвори гардот отворен и кој ќе напаѓа тогаш е најранлив. Така да не може да мутираат у позитивна смисла за нив, само негативна смисла. Али ја се плашам да не пуштат нешто друго што уште не сме го осетиле на наша кожа, бидејќи овој и СЗО, ја више не му верувам ни најмалку. Видовте во Афганистан, Обединените нации изјавија дека немаат пари да им помогнат на афганистанците да замјетрасат. Благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Ајде да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав Вам и ден. на вашата екипа. Вака, зошто ја не ве слушам? Зошто не слушате? Јас ве слушам одлично. Добро. Вака за вакцините кажувате, така? Зборуваме за тоа што еве седмиот бран на коронавирусот е пред прагот, има зголемување малку на бројките, а во Европа веќе и поголемо зголемување на бројките на заразени со нови видови на Омикрон. Па тоа не е од корона, тоа е вариола вера. Зашто го моткаат тоа? Те Не, зборуваме за грипта, ковид. тоа она. Зошто не кажат само ја не се вакцинирав. Па еве уште сум жива. И здрава сум. Не сум се вакцинирала, а мојата сестра отиде и замина во бутел. Дали се придржувавте до мерките, еве тоа да прашам? Да, носев маска, се и од дома, само ја не идам купам што ми треба и земам пензијата и толку. Ја не излазам по улици, дома. А овие што шетаат, тоа е друго. Ви благодарам, извини Барбике. Може да те викам Барбика? Како ви сака душата? Благодарам многу за јавувањето. Секако еве што не предпочитате да излегувате и шетате многу, имате добра причина да останете со Тилма и да ја следите Црвена линија. Добар ден. Добар ден, добар ден. Секој добро и вам. Ајде да слушам вашето искуство какво беше. До вашата емисија, што се однесува до мене, јас не сум го прележал грипот, односно ковидот. ковидот, така или Така и да биде и понатаму, еве. Јас ви Аз посакам. меѓутоа сум примал вакцини. Меѓутоа, моето јавување сакам да дадам допринос. На време ова емисија сте ја пуштиле, бидејќи кога и во
соседството се појавува, тоа значи дека ние малку сме се опуштиле, а знаеме дека омикронот е 36 пати, мисля, че така, на едно излагање на доктор Драган Даниловски, 36 пати е по заразен. Значи, од еден човек може 36 и по некоја геометриска прогресија, тој број може да се зголеми за неколку дена и со илјада. Не треба ние сега, знаем дека малку е тешко, но мора да се вратиме. Значи мора да носиме васки во јавен превоз, во аптеки, во болници и секаде онимо кај што има веселби, кај што е. Мора така да биде се. Што да правиме? Знам дека ова ни малку ни достади, се распуштиме, малку станавме, меѓутоа мора да бидеме предпазливи, зашто со предпазливост ќе се намали тој број, ќе го намалиме. Благодарам, го цениме вашето мислење. Еве и вас ви препорачувам да останете со нас. А сега одиме со уште еден гледач. Нема да одзимам време за нешто друго, туку ќе ви се посветам вам. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Јас? Да, вие сте. Иако примив, дали ме слушате? Да, ве слушам, продолжете. Иако примив 2 вакцини, прележав коронавирус, лежејќи 15 дена во болница 8 септември во Карпуш. И оваа прилика ја користам да им се заблагодарам на докторите и на другиот персонал, кои беа многу фер кон сите болни во болницата и на ниво си ја вршеа својата работа. Мислам дека и по другите оделенија истата е ситуација и затоа комплетно ги поздравувам персоналот у таа болница. Сега во врска со болеста, да ви кажам. Овие вештарска болест се со цел да се добие што повеќе пари од вакцини, од лекарства и така натаму. Б4, Б5 и не знам која како да ја ословите, јас ќе ви кажам, сега вие во вашето јадење ќе ставите сол, добивате еден вкус. Ако додадете бибер, вкусот се менува. Ако додадете вегета и нешто друго, повторно добивате друг вкус. Значи, тоа е мутацијата. Овие авиони што летаат горе, мислам дека некои пуштаат, запрашуваат. Благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. Ќе потсетам за сите оние, можеби оние кои што прв пат ќе се јават, внимавате на тајмерот, времето е 90 секунди. Добар ден. Добар ден, црвена линија. На линија. Да, на линија сте и тоа во црвена линија. Добар ден. Овде Баба Роска у село Ормен. Како сте, Баба Роска? Така, ајде сега да го намала малце телевизорот. Така треба? Така треба, знам, ама ете, го собирав, па го пуштив. Ајде, Баба Роска, да ве слушаме, што ќе ни кажете? Јас лично искуство. Ајде. Многу се плашам од короната, не сум ја прележала. Така, нека остане. Ама сум 3 пати вакцинирана и многу пазам, рацете ги мијам секој 5 минута. Што да фатам, све мијам рацете и ги мачкам со тоа што е за против короната, гелот и така, а многу е страшна работата, така викам и по децата да пазат маски кои изглегувам, не знасам и не одам многу по комши и у град, пазливо све и така се паземе. Не знам друго, иначе е страшна работата, гледам што слушам на телевизија. Опасна работа, се поновува пак таа болест. Да не даде Бог више да дојде во Македонија. Тоа би било се. Фала многу што се пуштивте и се јавам секогаш кај вас. Благодарам и драго ни е што се јавивте и овој пат продолжете да не гледате. Сега за сите вас, драги мои, малку комично ќе ви покажам едно видео кое што
ќе демонстрира како изгледавме сите во март 2020 година кога ковидот се појави и какви бевме веќе во 2021 година. Сега сме 2022 година, нема ниту мерки. Ајде за почеток да видиме како изгледаше во 2022 година. Ева, ке мора вака, бидејќи од Инстаграм, 2022 година, еве, мора да признам, јас ова го правев, влегувавме дома, многу внимателно се вадеше маската, дури се носе и ракавици, се дезинфицираа рацете темелно, се внимаваше на се. А веќе во 2021 година, еве вака, маската веќе не е ни битно дали е полека извадена или ќе заврши во джебот и ќе се избрише нешто плюс. Малку комично, но факт е дека како поминува времето, некако се олабавивме, па во 2022 година на радост на сите, едва чекавме да ги утргнат мерките, сега веќе на големо се патува, се разбира се оди на одмори, но омикронот сега веќе мутиран во BA4 и 5 не заборави. Добар ден! Дали се слушаме, црвена линија? Да, слушаме, како не. Добар ден, секој е добро. Контакт со луѓе пали да немаме. Да, продолжете. Викам, дали треба контакт со луѓе пак да немаме? Еве, кажете ни какво е вашето искуство со ковидот? Дали го прележавте, вакцинирани, не прележани? Че така една настинка, малаксанот имаше и некако апшенце и понадмина го. Како некој грип малку може да речем ударал коските така малаксанот. И го прележа и не сум вакцинирана јас ни моите деца и семејство. Так. А мажо ми вакцинирани и прележа 2 пати. Фактички од него припана. Вториот пат. Значи, оние со повеќе диагнози, така да луѓе со постарите луѓе, поболните луѓе се посклони на болест. И ја мислам дека свадби од 200 души не треба да се прави. А, така. Па мислам многу пуштија, ајде свадби, играње, раси за раси, бацување почна многу претерано више. Ја мислам тоа е се. Ева анкетното прашање ќе ви го поставам и вам. Продолживте ли редовно, односно често да ги миете раците? Често ги мијам раците, еве сега се тушира, нози мијам, само се се мијам, спесно со вода. Така, како вела, чистотата е половина здравие. Благодарам, останете во добро здравие, секако важи за сите кои што не следат во црвена линија, а време е да слушаме еве какво искуство има нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден и вам. Благодарам. Па вака, прво сум 3 пати вакциниран. Со која вакцина? Со Pfizer. Со Pfizer. Значи сум 3 пати вакциниран. Значи сум од ризична група. Мозочен удар, шеќер, срце оперисано, каротида и така натака. Значи морам и би побарал ако значи евентуално има можност да се вакцинираме, значи уште еднаш ако треба на некој начин за нас ризичните групи да тоа значи се обнови да може да се вакцинираме уште еднаш. Меѓутоа сакам да кажам друго нешто. Во почетокот кога се јави ковидот, прво беше дебар на нишан и кога се затвори дебар од сите страни немаше никако ковид, немаше ништо. Значи се почитуваше и не се ширеше. Меѓутоа кафаните си го направија своето. Сакаме сите да одиме да ручаме, да капе, да пиеме и да седнеме во кафана. Фактички фреквенцијата на луѓе од многу страни доаѓа и пренесувањето на таа болест значи неминовно. И затоа ми се чини дека прерано маските ги тргнавме. И треба малце да сами заради себе, што се вика, можда непријатно е да се носи, али ипак каква е таква е, сепак маската заштитуваше. Иначе ги мијам рацете не еднаш, 101 пати во денот. Да не ме прашувате. Благодарам. Ако се забележува како одговор на анкетното прашање на Инстаграм на Црвена линија, благодарам и вам за вклучувањето. Ајде сега е малку време да одиме кај Твитер заедницата, па да ви покажеме што издвоивме како најинтересно на оваа денешна тема.
Ке стартуваме со еден наслов од Нова Македонија. Епидемиологот Даниловски вели: летното ковид бранување е очекувано, вирусот полека се спитомува со човекот. Тоа значи дека најверојатно е време да научиме да живееме со вирусот, кој што можеби со секоја следна мутација ќе се спријатели со организмот на човекот и нема да биде толку погубен или подобро да речам фатален. Одиме со уште еден твит, пред да вклучиме гледач. Срамежлива, вели вака: пушти ги, нашиве веруваат во се. Те разбирам дека тебе како европеец ти се несватливи ваквите глупости. Еве сега во нашиве медиуми пишува имало нови варијанти на Омикрон, се очекувало зголемување на бројот на заболени, а во Европа тоа не го пишува нормално. Така смета срамежлива и ќе прочитаме уште еден твит ако може. Пред да преминеме на гледач, нашиот човек Флинт вели: што заклучивме? Што влијаеше на зголемувањето на бројот на заболени од ковид? Наставата со физичко присуство или новогодишните кафани? Или се игра некоја игра, па нешто трето? Она што станува прво и најважно во црвена линија, предноста на гледачите кои што сакаат да се вклучат. Велиме добар ден за новиот гледач. Дали се слушаме? Ало, добар ден, убаво ве слушам. Добар ден, Игор од Битола. Јас да ви кажам малце за пониските класи, што сме пониско, што сме со мал стан, што сум со добро примањата ми се добри. Вака, сакам да кажам оти короната помина, слушам во некои земји поново подноселе маски, ама тоа не е можно. Јас не ќе толку маски. А ја прележавме, ете зимовска прошлата година, беше тешко, имаше полициски час, имаше карантин, имаше се. Па еднаш да помини веќе, веднаш да помине нашта корона. Прилежавте ли вие еве ковид? Да болест. Прилежавте ли ковид? Вакцинирани сте? Вакциниран сум, да. Добро. Вакциниран сум 2 пати. Со која вакцина? Кинеска. Добро, еве да прашаме да ни дадете одговор на анкетното прашање. Дали престанавте да ги миете рацете? Ги мијам лицето, рацете, се мијам, ги мијам. Така, благодарам. Ако тоа беше се, продолжете да не гледате. На 023076677 зборуваме за тоа дека седмиот брат на коронавирусот Омикрон, сега веќе наречен BA4 и 5 е и кај нас. Во Европа се зголемуваат бројките, па дали може би треба да ги вратиме мерките, да бидеме малку попредпазливи или да се продолжиме онака како што си тераме ова лето. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам, секој е добро, повелете. Вака, значи, ја се вратив од Шведска на 17 декември и фатив од таксист кој што живее во Скопје од Прешево до Катланово ковид. Не носевте маски? Носевме, али во автомобил не можеш, значи тоа е тројца. И првата работа што беше, што кога се пофали вика, ние цела зграда во Скопје сите сме болни. Значи, ја не знам човеков како возел, дали има некоја мерка, значи тоа ја не запомнав ништо. Имам пост-ковид. Значи, треба да направите емисија за пост-ковид симптоми. Синдроми, да. Сега, има 2 или 3 кои што се во Америка, доста е актуелни и имаат така. Ја имам тремор, кој што више година и пол се борам со него. Час го имам, час го немам, час појачува, час намалува. Значи, во Македонија треба да објаснат овие што се и инфектолозиве и другиве, дека има на 3. Значи, ковидот на 3 бази удира. На тироидната, значи ја напаѓа, на нервниот систем и изгручувањето. Затоа кај нас, значи, министерот за здравство не распишува тендери за ДДМ. А плюс тоа јас сум и крводарител, со тоа што ме следува ја да ги проверам ДДМ-рите. Моја тетка во Србија, значи јас сум 2 пати вакциниран. Моја тетка во Србија имаше 10.000 ДДМ-ри. Така да, значи, ако не го контролираш на време,
Тоа е најлошото што може Може да да биде фатално. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Еве, може и за тоа да продолжиме, бидејќи сепак темата ни е седмиот бран на Омикрон, пост-ковид синдром, или да го наречеме симптоми или состојба која што се јавува кај оние кои што го прележаа ковидот. Ајде да видиме што ќе ни открие новиот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Вие сте во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Јас ве слушам одлично. Повелете. Поздрав до емисијата. Поздрав и до вас. Ако може мал предлог, значи емисијата ви се вика црвена линија, може да се вика и 90 секунди. 90 секунди. Добро. Тоа е мал предлог. Забележано. Какво е вашето искуство еве со годините на COVID 2020-2021? Па да ви кажам право, значи не сме вакцинирани, моментално не е прележено до сега. Ја прележавте или не? Короната. Не е прележено корона. Така нека остани понатам. Фала исто и сега нека мислам да ве служи здравјето. Тоа би било се или? Се исклучи гледачот. Добро, некои сте кратки и јасни. Дали ви имаме се уште на линија? Кинеските инекции. Дали ќе може погласно? Да, кажете. Ајде, еве се врати времето. Еве кажете ми, сметате ли дека прерано се олабавивме или може би премногу? Па премногу се олабавени. Добро. Имате време да не ви одземам. Добро, поздрав. Тоа би било се. Добро, еве добивме идејно решение во ново име на емисијата 90 секунди. Ајде да видиме што ќе слушнеме ново во новите 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Секој добро. Ве поздравувам ако сум јас на линија. Ако Вие сте на линија и тоа на црвена линија. Ви благодарам и ви посакувам убаво здравје и короната да ја заборавиме во војнина. Меѓутоа вака, искуството моје да ви пренесам какво е. И јас сум 2 пати вакциниран. Во јануар месец имав од тој Омикрон, не знам како се викаше, со благи температури, да. Меѓутоа, последиците се големи, верувајте дека јас сум 60 годишни, 61 година. Ланската година ја препишаше по 10 километри, дури и лагано трчев за моите години. Оваа година сум преполовен од здравствени причини. Сега дали се работите од тој вирус, корона, не се знае, никој не може да потврди. Меѓутоа, мојата порака е вака до сите граѓани, да се вардиме се уште, верувајте дека короната постои. Таја ќе си постои како вирус, како грип. Меѓутоа, ние што можеме повеќе да се дистанцираме еден од друг. Маските, јас на оваа телевизија кажував пролетоска дека избрзавме со вадење на маските. Меѓутоа, и јас зборам, меѓутоа не го практикувам, ние сме балканци, не знаеме се дека не дојдеме до тешкиот момент, па тогаш кукаме. Така да вирусот мислам дека ќе го испратиме во историја, али тој ќе остане зло како грипот што е, мораме да се вакцинираме и се надевам дека јас нема да сгрешам, а последиците ги имаме сите. Благодарам. 90 секунди внимавајте на тајмер. Оцениме што се вклучивте во црвена линија. Еве, понатаму како ве вклучуваме, слушаме и за тоа дека многумина тоа е факт, има и пост-ковид синдром на различни начини. Да слушаме какво искуство имаше следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Темата ви е за коронавирусот. Така, за седмиот бран. Да, седмиот бран, па како што гледаме на медиумите и секаде, сигурно ни следи нареден бран. Меѓутоа, мене ме иритира тоа што постојано, еве и сега вие го прашавте дали престанавте да миете раце. Значи, тоа основно правило од мали нозе дека рацете треба да се мијат, заби да се мијат и лице да се мијат. Така е, чистотата е половина никогаш здравје. да престане. Понатака, кога почна Омикронот, кога почна коронавирусот,
на реклами како да се мијат раце, како ова, како она. Повторно ќе повторам, не знам што нација сме, што мислиме, меѓутоа основното правило изгледа изгубено. Миењето раце не треба само да постои короната вирус, па ние да ги миеме рацете и да дезинфицираме раце и така натака. Кажете ми, какво беше вашето искуство во 2 години ковид? Мислам дека не прележав. Се вакцинирав со 2 дози на руската вакцина. Спутник? Но синовите фатија коронавирус, така да релативно тешко помина. И верувам дека треба да останеме предпазливи, тоа би ви го препорачале. Бидете предпазливи и на време траењето на излагањето. 90 секунди е тајмерот. Големо благодарам за гледачката која што се вклучи пред малку. Ајде да слушаме што ќе ни открие новиот гледач. Добар ден. Мене ли? Добар ден. Слушаме. Да, се слушаме, црвена линија, повелете. Видите, со ковидот, да не се отпушчаме, тоа не е шала. Јас бех 3 пати вакциниран. 2 пати со Синофак и еднаш со Фајзер. И 4-та против сезонски грип. И од моја внукички до лејче школа Фатиме, тој последниот бран Омикрон. Така. Изгубих. Веќе гласовот го скрос изгубих. А павнењето можда многу сасвим малку ми остана и не павних ништо. Толку последица и уште се лекувам, флегнало беше и на белиот дроб, кога ме фати не го усетих. Кога помина веќе се биде. Во старто не го усетих. После 10 дена зафанах дишењето тешко, пред малце човек рече, одех и јас сам 70 години, ма нон-стоп работех, не бех ли престанува, волех по близик човек е шом по километри и километри, а са не мога до 20 метра да изодам. Мора да се соп. Саках да ви кажам, последиците од него са превише тешки. Така, значи повеќе е пострашно она што се случува потоа по прележувањето? Потоа, по прележувањето. Това е страшно после. Ништо не павна. Не смеех да излезам на улица, не павна, не мога да се врнам, ќе ме зглаца возило. Това е многу претешко е тоа. Сега тек се поврнах после 3 месеца. Благодарам и да сте здрави и живи, многу здрави. Да сте здрави и живи секако и благодарам што искористивте можноста да се вклучите во црвена линија и еве да ни откриете какво е вашето лично искуство. Ајде сега малку ќе одиме повторно кај твитерашите, односно твитер заедницата и да видиме што коментираше Dog Grows. Вели, ха, Омикрон се познава по симптоми во заграда кај повеќето, а тоа дека не постои на друго место муабет. Омикрон, за да фатиш дека си позитивен, треба да го погодиш моментот кога е на нос, грло, шета како лудо. Еве, тоа е наверојатно искуството на Dog Grows. Да видиме што коментираше Бет Инженер. Вели, остај, закачалката за пешкири во купатило ја пребришував со ракија, ако цимирката ставала пешкир пред мене. И еве, ќе прочитаме што твитна и Зарков пред 23 часа. Вели, да си знаете дека короната пак зема замав, посебно во Скопје. А контра Зорбител реплицира, корона рине, ама никој не се тестира. Ја сега повторно ќе си преминам онаму каде што ги вклучуваме нашите гледачи со нивните искуства. Добар ден. Црвена линија. Ало? Добар ден. Добар ден. Секој е добро, одлично ме слуша. Само малку времето ќе ми го продолжите и ќе кажам нешто што држиме вода. Значи, да прекинеме со плашење на луѓето со тој ковид. Затоа што тој е обичен вирус, што се третираше и досега со погрешна терапија, тоа го утврди Лекарска комора на Македонија, Даниловски, Пановски, после 2 години се јавија, тоа го знаев, јас сум нотар Мирчевицевски од Охрид, ви кажувам јас. Јас не сум ни вакциниран, не сме добиле дома ковид, со ковид пациенти сум работел, не сум фатил, значи антивирус, погрешна терапија. Луѓето се стресени, психолошки, нус појави имат од лечењето, никој не одговараше до сега, ни Филипче, ни компанија,
тоа е бизнис интереси, да прекинеме да се плаши народот. Обичен грип, антибиотици нигде во светов не даваја освен кај на Србија и Балканов. Суваме панце фурбазон. Значи ова е нова работа. Јас со Даниловски ќе направам средба кога сака да му одржам лекција, затоа што ова на нова работа, не учене на факултет, колку и тој што знаете и јас знам. Така да не се лечи така, ништо страшно не е. Само се прави паника, луѓето од психолошки изливи, инфаркти и после ковид симптоми до. Благодарам. Цениме што еве си го кажавте и вашиот став. Слушнавме многу искуство, сега е време да одмориме со реклами, па се враќаме на анкетните резултати. Повторно со црвена линија по рекламите и тоа е она време кога ги читаме резултатите од нашата Инстаграм анкета. И веќе потсетам сите оние кои што не следат на Инстаграм, направете го тоа, а оние кои што не следат, еве како одговорија на нашето денешно анкетно прашање. Црвена линија праша дали престанавте да ги миете рацете. Со 18% одговорија да, а со не 82%. Ете така изгледавме на Инстаграм. Само ќе кажам, факт е дека честотите е половина здравје. Слушнавме најразлични искуства. Сега останува утре да бидеме повторно заедно со нова интересна тема, секако секогаш со вас. Ве препуштам на телевизија Телма и незината програма и секако информирајте се на telma.com.mk. Доведување од мене.